Почитувани, започнува нова емисија Здравјето е сен на Канал 8. Добро дојдовте. На почетокот од емисијата само ќе споменам дека пандемијата на COVID-19 несомнено има негативен ефект врз сите аспекти од животот на луѓето. Но покрај другите негативни ефекти од пандемијата во последниот период е пријавен зголемен број на пациенти кои презентираат психолошки тегоби, како што се анксиозност, депресија, стрес и загриженост. Зачувувањето на менталното здравје, посебно во услови на актуелната пандемија од COVID-19, е од голема важност за пациентите. Како да се делува при таков стрес со кој помалку или повеќе се соочуваме сите, зборуваме со доктор Симеон Могилевски, специјалист психијатар во приватната здравствена установа Могилевски во Кочани. Добро ни дојдовте во емисијата и во студиото на Канал 8 за прв пат, докторе. Добро ве најдов, благодарам за поканата да учествувам во вашата прекрасна емисија, во вашата телевизија и така да разјасниме на народов, на граѓаните околу таа пандемија и состојбите што се случуваат. Да, иако споменав јас во најавата, сепак најавив за што ќе зборуваме, но еве, за почеток, докторе, кажете ми, дали и колку е зголемен бројот на лица кои се јавуваат во вашата ординација, посебно во овој психолошкиот дел, и како влијае оваа пандемија на луѓето? Дали се јавуваат луѓе со депресија, со анксиозност, со психолошки тегоби, загриженост, а посебно оние кои загубат своји блиски личности? Секако, значи, уште пред да настапи пандемијата, ковид пандемијата, Светската здравствена организација пред 2-3 години најавуваше дека 2025 година ќе биде година каде што ќе бидат зголеми болестите со ментално здравје, односно депресијата и сите психолошки проблематики кои се јавуваат во редослед на сето тоа. Така да со настапувањето на пандемијата COVID-19 е зголемен бројот и проблематиките кај народот редоследно некои што се биле заразени или по одреден период ги фаќа оној првичен страв кога за прв пат се појави пандемијата. Да. И бидејќи ова пандемијата трае подолг период од неколку месеци, година и понатаму ќе трае и нареднава година со сигурност, тој секуларен страв што се појавува кај тие личности е постојанен и во некаква агонија е личноста каде што не може да се справи со проблематиките кои што се појавуваат. Се појавуваат најразлични типови на проблематики, како која симптоматологија и која проблематика најчесто ја има кај вас во ординациите, доаѓаат, бараат помош. Да, секако има возраста, полот, нема разлика, значи пандемијата е од ковид е засегната кај секого, некои од најблиските личности ги имаат загубено, некои имаат прележано, значи и тој период на изолација и неизвестност со заразените од COVID-19 влијае многу на самата психолошка компонента кај личноста. Почнуваат бидејќи се изолирани и немаат контакт со најблиските, со најмилите, да идат различни размислувања како ќе протече самото лекување, дали ќе има некоја тешка последица по тоа. И од тука се појавуваат и оние симптоми психолошки кои што многу влијаат на менталното здравје на самата личност. Можеме ли да кажеме кои симптоми најчесто ги имаат? Дали можеби паѓаат во депресија или можеби оној преддепресивен период? Може ли да го објасниме за да тие симптоми ги наведат луѓето, првичните симптоми да ги фатат за да дојдат во ординациите? Може би така побрзо ќе Обично нема правило, значи депресијата е веќе понапредната фаза на ментално заболување. Обично доваѓаат личности кои што се свесни и самосвесни за нивната проблематика.
состојбите кои што се појавуваат може да бидат субјективни и објективни. Обично субјективните се оние состојби кои што самите личности, односно народот го осеќа самиот по себе. Односно се појавува еден вид на несоница, се појавуваат најразлични типови на потење, трдење на раците, стегање во градите, значи се појавуваат моменти на пристап на гушење, односно стегање на вратот, главоболки и сето тоа личноста неподсвесно доаѓа до извод дека нешто не е во ред со него. Некои од нив бараат првична помош, нели, кај матичниот, па кај други групи на специјалности од медицинава, мислејќи дека нешто има некоја промена, има некоја органско нарушување во самиот личност. Но по редот на испитувањата, диагностиките се доаѓа до моментот каде што се утврдува дека нема органско нарушување, а станува збор за некоја психолошка проблематика. Обично секогаш се случува дека испитаат се што е органско, значи тука се исклучува срцева проблематика, така, се исклучува можеби бубрежна слабост, се исклучува и други тероидна жлеза, не знам што. Секој орган го испита, па најпослед доаѓаат кај вас. Да, претежно во практика така беше, значи и се уште е така. И се уште е пракса така. Сега нели има совесни граѓани кои што си водат грижа за своето здравје и тие се свесни дека немаат некој органско нарушување и веднаш ја бараат помошта на право место. Малку се тие би рекла. Малку се тие личности. Прво се испитува и со сите резултати се доаѓа кај вас и еве на психичка база ми е. Да, никој некаде не сака да го прифати фактот да посети психолог, психијатар, примерно, се уште таа табу тема и стигмата дека нели се разрушува ли таа табу тема дека еве посетата на психијатар не значи дека не е во ред нешто со тебе, не знам, ментално, туку дека тоа е нормална состојба која во денешно време се случува и дека треба и дека посетата на психијатар е неопходна. Да, од секоја година во година се развива ли свеста кај граѓаните? Да, самосвеста кај граѓаниот се развива, значи бидејќи проблематиката со пандемијата со ковид е подолг известен период, а ќе трае уште еден известен период, никој не знае до кога и по тој начин сите оние што имале на почетоков некои лесни симптоми од делот на психолошката компонента, тие компензираат и доаѓа момент каде што веќе потоа не можат да компензираат. Се случуваат други промени, како да речеме проблеми со притисок, проблеми со други системи по органи и од тука понатаму, значи доаѓа моментот каде што паралелно тие посетуваат освен стручно лице психијатар, посетуваат и нели некои веќе други стекнати органски нарушувања, бидејќи не било третирано она психолошкото на почетоков. Така, има и органски заболувања како резултат на придружно како резултат на она психолошко психолошките нелекувани проблеми. Нетретирани компоненти. Нетретирани, да. Добро. Кажете ми, еве, мерките за заштита од COVID-19 се тие социјална дистанца, значи носење маска, изолирање дома на оние кои се заболени или кои се имале контакт нели со болни од COVID-19, се тој престој во болница, сета таа психолошка, да речам, состојба влијае врз луѓето и колку еве луѓето се промени она слика кај луѓето, значи оној социјален статус, таа социјална дистанца која треба да држат, така налагаат мерките за заштита од COVID-19, како влијае психолошки врз луѓето, дали на тоа доаѓаат со последици, токму од тоа, да речеме учениците онлайн настава нема таа дружба освен на кафе забава, да речам, од после која и таа ќе биде скратена можеби за краток период бидејќи голем број на заболени има сега во последно време. Па еве како тој психолошки момент каков и дали се жалат на тоа која ќе дојдат? Секако знаејќи дека нашава нација, дека нашиот народ е топол народ и обично тука ние сме народ кој што сакаме комуникација, сакаме социјализација, го гајаме тој момент. Сега со
одреден период каде што имаше рестриктивни мерки, каде што имаше забрана, каде што имаше ограничувања. И полицейски час и се уште има. има. И полицейскиот час, тоа секако влие кај народов и таа комуникација е преполовена, дури можеби на една третина дистанцирана, така да личностите се ограничени во таа социализација, се ограничени во начинот да имаат спортски активности, да имаат да убавуваат некои така речено хоби кое што во минатото го практикувале. А сето тоа они го правеле како резултат на тоа дека и помагло во нивната психолошка компонента. Значи во секојдневието ние собираме постојано негативна енергија, постојано нашиот ум е преоптоварен. Понекогаш му е потребно пола час ослободување од сите тие негативни, растретување од моментите. Но сега го нема тоа и затоа сето тоа е ограничено и се случува тоа затварање и доваѓаат на површина оние лоши компоненти од психологијата каде што се појавуваат во најразлична степен, во најразличен возраст, за пол не бираат. Да. Тука ќе ги споменам, освен депресијата која објаснивте, ќе споменам и суицидни или самоубиствени помисли. Вие пред да почне емисијата кажавте дека е различно самоубиствени помисли, но суициден веќе настап е веќе друго. И извршување на делото. Дали има често такви, дали се случуваат ситуации? Значи во изминатиот месец може да кажем дека има висок раст на личности кои што направиле суицидални моменти и за среќа нивна и општа личности се надвор од животна опасност, пост настанатиот случај од токсикологија се препратени за стручно советување. Тровање со апчиња, претпоставувам. Да, тровање со апчиња, со посигнување по најразлични други хемиски материјали или повредување со разни предмети, самоповредување, но во секој случај битно е народов, значи кога ќе има потреба, кога ќе дојдат такви моменти на такви размислувања, лоши размислувања, тешки мисли, потребно е да се побара помош од стручно лице. Дури на почетокот да се побара помош и од матичниот лекар, па матичниот лекар да даде совети и да насочи во кој правец и каде и што. Затоа што ако не се побара и личноста која што е засегнато со такви проблематики, доаѓа до момент каде што се губи, не може самата по себе да се пронајде и го прави она што најмалку најблиските го посакуваат. Дали најблиските можат, ако станува збор за дете кој се самоповредува или можеби возрастен човек, ако го приметат, да побараат психијатриска помош? Да, секако обично. Можеби тие повеќе ќе може да му помогнат отколку тој самиот да се јави, бидејќи тој веќе помислува на самоубиство. Видете сега, има најразлични типови на карактер, има најразлични тие состојби на личности, но по принцип овие суицидални настани што се случуваат се поврзани со фамилиарна генеза. Ако некој во минатото од најблиските направил или посегнал нешто такво, има голема веројатност да се случи и во наредните поколенија сето тоа. Но за да се случи тоа е потребно некој надворешен фактор, секако сега ги имаме толку многу, пандемијата, стресовите, брзиот начин на живот, економскава криза. Значи, тоа се работи кои што се оние кои што веќе ја прават она целокупната крајна состојба на болниот, на личноста, за да размислува и да го направи сето тоа. Да. Значи може да се помогне во секој случај и најблиските се тука кои може да му помогнат. Зборувавме општо за пандемијата и за луѓето како ја доживуваат, но еве оние луѓе, а не се малку, кои заболеле од COVID-19, кои се во моментот на тешки ситуации, кога тешко дишат, кога се на, не би рекла респираторно, еве на механичка вентилација или на дишање на вештачко дишање. Сакам да прашаме како тие луѓе се справуваат токму со таа депресивна состојба од типот
ќе умрам, значи нема да можам да го преживам сето ова, значи чувствуваат како што ќе рече пациентите таа цигла во градите, значи таа тежина од која мислат дека никогаш нема да помине и дека тие се токму таа следна жртва на COVID-19. А дали тие после кај нив има последици и дали и како можат тие пациенти да им се помогне? Како може на тие пациенти бидејќи немаат контакт со останатите во семејството да не ги заразат нели? Да, така значи обично личностите кои што го имаат прележано ковид и кои што независно во каков правец има протечено, дали со тешки симптоми, дали хоспитално, дали некои оние што се во самоизолација, битен е карактерот, односно психолошката состојба претходно на затекнато лице. Ако тој до моментот пред да биде заразен немал некоја проблематика психолошка, значи од прилика може да се носи со сето тоа. Но ако еден известен период, знаеме дека овде стигмата кај нашиот народ е таква да секогаш чекаме докрај и се уште оставаме простор, нели, дека има за каде да се советува стручно лице. Доаѓа моментот каде во тие моменти кога се во изолација, каде сте во болнички установи, со такви тешки симптоми, покрај оние стекнатите, значи симптоми што пост од ковид ги добиваат, тие добиваат и секако и треба да се размислува од оваа пандемија, нели ковид, да се размислува и за понатаму пандемија на нарушување на ментално здравје на нашиот народ и секако пандемија за која што ќе е од економска причина. Да, бидејќи оние кои имаат и тешки коронавирусни, да речем, инфекции, односно по прележувањето на COVID-19, може би оштетување на бубрези, може би оштетување на срце. Дали тие тешко го преживуваат, дали се јавуваат кај вас, дали тие имаат психолошки проблеми? Освен проблемите кои ќе се јават, може би срцев проблем или бубрежен проблем или слично. Обично тие што имаат прележано, значи пандемија, значи COVID-19, еден дел од нив се јавуваат, нели сега јас не сум единствениот психијатар во градов, можеби одат и посетуваат на друго место, никој не може да каже тоа, но имаме информација и знам дека Министерството за здравство има направена таква програма и секако имаат отворена линија, значи на клиниката психијатрија во Скопје, во државна болница, СОС таква линија за лица кои што се во изолација, кои што се заразени и кои што нели пост ковид веќе се излезени и имаат потреба од советување, стручно советување, каде што на таа линија може да одговорат на стручни лица почнувајќи од психолог и колегите кои што се во државна болница на клиниката, значи психијатри. Да, не случајно отворена таквата линија, бидејќи е зголемен бројот на лица кои бараат помош. Тука би ги споменала, а и вие споменавте дека имавте конкретен таков случај, кога луѓето загубат свој близок. Тука веќе оние кои останат живи, а биле доста блиски со тие блиски секако, или лично со семејството, можеби и помлад, значи се соочуваат со голем проблем. Не само депресија, туку големи и тешки психолошки проблеми, па дури и самоубиствени помисли. Ви конкретно кажавте дека имавте таков случај. Секако, значи да има такви случаи, значи пред некој ден имаше таков случај. PTSD, значи посттравматски стресен симптом, расстройство кое што се случува и се појавува, значи веднаш по самиот настан и зависи од самата личност, зависи од неговиот карактер, зависи од лицето колку е способно да ги контролира тие моменти, но колку и да сакаме, колку и да сме силни во тој правец, значи ние не може да го контролираме бидејќи сме загубили нешто најблиско на некој најмил, загубата е преголема и од овде почнуваат оние тој примарен страв кој што за првично се појавуваат несоници, стегање во градите, главоболки, значи размислување во насока, немој сега при некој близок да се влоши кај него, како ќе се продолжи, но со изминување на секој изминат ден се појавува и оној вторичниот страв кој што тој
период си остоја бидејќи лицево не може да се справи со сето тоа и да се носи со таа проблематика, и од тука понатаму започнуваат малку оние посериозни проблеми, како што се, да речеме, промена во расположение да се појави, да има моменти кога лицето ќе биде вербално, па може и понекогаш и физички агресивно, па може да отиде во некој правец каде што ќе се оформи некоја од тие така потешки психијатриски заболувања ментални, така да нели се зависи од моментот лицето ако се осети неспособно, односно дека има потреба од стручна помош, да ја побара првично и да биде насочено каде е потребно, за да што побрзо се реагира во таа насока. Да, ќе разговараме и како треба да реагираат луѓето и колку позитивните мисли се важни во овој момент. Но еве не зборувавме за децата. Децата, кажав, ја споменав онлайн наставата, само нафрлив, но да зборуваме поконкретно за децата, она отсуство од комуникација, значи на дечињата, сето она онлайн настава, каде што и со ортопеди разговаравме дека се појавуваат и голем број проблеми со работот кај дечињата, тоа е друга проблематика, но еве и психолошкиот момент, како делува кај деца, дали се јавуваат, дали е зголемен број на деца кои се јавуваат кај вас во психолошките ординации, психијатриските би рекла? Па да, секако може да го кажеме и сето тоа дека е изголемен бројот кај адолесцентите, значи во периодот децата до пубертет, тоа се случува заради тоа што нели тие се полни со енергија, особено оние помаливи деца кога нели за прв пат тргнуваат на училиште, па од овде се ограничени во нивната комуникација, меѓусебно запознавање, учење и едуцирање во понатамошниот тек, и доаѓа моментот каде што тие се губат, бидејќи нивниот подсвест, нивниот мозок не е оставен да фантазира, да креира, тие се претежно поголемиот дел од денот го поминуваат пред компјутери, на социјални мрежи, и на тој начин нивната перцепција, нивниот ум се ограничува во таа насока за социализација, ресоциализација, комуникација со нивните најблиски школски другарчиња и така натаму. Да, со врсниците. Тие сакаат да разговараат со врсниците, таа комуникација е ограничена заради мерките од COVID-19, но еве колку родителите тука може да им помогнат на децата, иако препознаат која појава би требало да ја препознаат за да се јават на психијатар. Па обично кај дечињата на почетокот, кај оние помалите, да речеме, оние почеток на предшколска или тука почетна школска година, ако се појави некоја состојба, односно се можеби да се појават некои тикови, односно тука народот е познато како тикови, детето има едни такви повторувачки движења можеби или повторувачки искажувања со одредени делови од телото и екстремитетите, независно тоа, се појавуваат моменти каде што понекогаш детето по одреден период може да соопштува на родителите дека навечер кога спие се мокри во креветот, нели, поради разни кошмарни соништа и разни соништа кои што и самите тие не можат да си ги објаснат. Потоа може да се појави состојба каде што детето се сепарира, се двои од најблиските, не сака да комуницира, преку целиот период од денот е пред компјутерот или мобилниот или нели никако не сака ниту да излегува, ниту не сака да излегува, се затвара во себе. Сега обично кај помалите деца тоа се случува, кај возрастната популација, адолесцентите, односно кај повозрастните, кај нив доаѓа моментот каде што они дел од нив покажуваат можеби понекогаш и така и агресија да покажат. Значи да знаат дома со најблиските да се скараат, онаа вербална агресија, да се скараат, понекогаш од нив ќе направите таква физичка агресија, ќе ударат по некој предмет или ќе скршат или нешто такво слично, дури некој може и да се случи да посегнат и да ударат по најблиските. Да. Секако тоа е веќе. Но се случува ли да се самоповредуваат за да бидат забележани во средината?
Секако, значи ако се запоставени на некој начин. Има моменти каде што во адолесцентите и кај другиот дел од населението, бидејќи се запоставени од целокупнава состојба, независно дали од родителите или од најблиските, се случува тие сакаат да го скренат вниманието. И тие што прават во одредени такви моменти, значи прават такви моменти состојби каде што на прв лик најблиските велат направи суицид. Но така раскажувајќи и кажувајќи за состојбата што како е настанато, се доаѓа до моментот до изводот дека лицето кое што го направило тоа му е потребно внимание. И бидејќи му е потребно внимание од најблиските, тоа е способно во такви моменти да отиде до таа крајност да се самоповредува. Со жилет или со нож да се исече, но не да ги исече. Така, не да се убие до крајен стадиум. До таква степен да се дојде, а едноставно да покаже дека е повреден, дека направил нешто, дека најблиските тука веќе да дадат онаа топлина, онаа љубов кој што тој го очекува и му недостасува, да. Добро, докторе, еве се потрудивме да ги објасниме тие психолошки моменти кога луѓето се јавуваат кај вас, но еве да објасниме на кој начин се диагностицираат истите и неколку зборови околу психотерапијата и околу лекувањето. Што е она што вие како психијатри преземате при вакви ситуации кога се јават, дали без разлика дали се деца или возрастни? Така, значи обично кога ќе побара пациентот за помош, нели тој доаѓа во кабинетот и зависно еден поголем дел од нив се со придружба, значи со најблиските секако. Како протекува целиот разговор? Разговорот протекува првично се зема таа автоанамнеза со засегнатово лице кое што има психолошка проблематика и од тој момент кога ќе се заврши се зема хетероанамнестички податоци од неговите најблиски. Оно што лицево засегнато и што има психолошка проблематика, дали кажаното негово се потврдува со неговите најблиски. Понекогаш знае и се случува да, нели, независно за каков тип на болест од психијатријата збориме, понекогаш има такви состојби каде што има, нели, халуциногени моменти, каде што има параноја, каде што има состојби каде што нереални за и неприфатливи за средината, така. Додека самото лице тие ги преживува. Па во такви моменти е многу битен фактор хетероанамнестичкиот податок кој што ќе го дадат најблиските. Бидејќи самото лице кое што е засегнато понекогаш не е свесно дека тие состојби што му се случуваат се реални и тоа мисли дека се уште може да се носи и прави такви испади кои што неговите најблиски, родителите или независно најблиските, тоа го забележуваат и тоа не е специфично и не секојдневно, нели, за гледање, такво однесување. Така да тој момент е многу битен фактор. Од друга страна, значи, во самото интервју кога се разговара со клиентот, се разговара во насока од, нели, дали има фамилиарна генетика, дали има поврзаност на наследност во целокупната ова проблематика кој што тој ја соопштува, дали некој од неговите најблиски, обично претежно тука кај психолошки проблематики се оди по женска линија, значи од страната на мајката се предаваат, така барем науката е кажала, така да нели ако се детектира и се соопштува за такво нешто, веќе се знае дека станува збор за нешто фамилиарна поврзаност, наследност во генезата на самиот болен. Другава состојба е тоа што нели ако засегнатово лице пациентот, клиентот подолг период се носи и ги има овие проблематики и тој секако направил некакви испитувања, направил некакви диагностики, консултирал други типови на доктори, специјалисти од други гранки и се дошло до фактот дека
За таа проблематика тој што соопштува, обично нели тие сомотоформни тегоби, болки во стомак или во ова, во она, тоа не е реално и нема состојба при диагностицирањето каде што може да стане збор дека да, нема болест, но тој ја чувствува како болка, како проблем. Тој си ја носи со известен период. И кога ќе ги исклучиме сите тие моменти, односно се прави диференцијална диагностика по системи и по сите моменти каде што може нели да се навести, доваѓаме до изводот дека станува збор за некоја психолошка проблематика, односно нарушување на менталното здравје кај лицево, и од тука веќе ги собираме симптомите, кои се, како се појавиле, која била причината. Многу е битен факторот да се извести, да се детектира од кога е почнато и ако може да се детектира која била причината. Тоа е многу битен фактор за да се знае во каков период била оваа проблематика на ментално нарушување кај личноста, дали тој нешто преземал, дали по некој начин своеволно се лекувал, прифатил нешто такво. Да, во кои моменти тука е важна психотерапијата? Кога ја применувате? И колку може да помогне истата? Така, значи, психотерапијата обично помага кај личности кои што е започнат некој процес, но тој процес е на почетоков. Или ако имал еден известен период на лекување, психофармаколошко, независно дали ќе биде со антидепресиви, со антипсихотици, со анксиолитици, со хипнотици, независно. Значи, кога ќе дојде лицево во таква состојба да може да го следи соговорникот, односно стручно лице, тогаш се доаѓа до моментот, до степенот каде што стручното лице, психијаторот, му предложува, односно кажува дека понатаму лекувањето може да продолжи психотераписки. Сега, психотераписките правци се многу, така да самото стручно лице го бира или го препорачува клиентот, пациентот да посетува таков тип на психотераписко лекување. Така. Но претежно лековите ги вие давате терапија која лицата ја пијат не една недела или две, толку подолг период, но многу е важно да споменеме дали можат, секако дека ќе речете не, граѓаните да земаат лекови на своја рака. Обично антидепресиви се земаат. Комшиката, не знам, се излекувала со диазепам или со хелекс, еве тие познатите, за да се смирам и јас во ваква ситуација, би земала исто. Колку тоа не е дозволено? Значи, тоа воопшто не е дозволено. Да. На секаде по светот воопшто не е дозволено. Кај нас до пред неколку години имаше такво масово купување и пристап до такви лекови. Добро што така работите се доаѓаат во ред и сега се издаваат само со рецепта, ако не се лажам. Да, секој лек би требало да се издава со рецепта, независно дали е бела, дали на приватно розева, но во никој случај без советување на стручно лице, јас не би препорачал лицето кое што има некоја проблематика во своето ментално нарушување, своеволно да посегне, да предприеме да пие лекови и да прифаќа не знам какви да било други совети од нестручно лице. Доаѓа до таков момент каде што значи тие ги набувуваат по некој начин лековите, ги конзумираат, да знаеме како, и нели од тука понатаму тие си прават единствено лоша услуга на самите себе си. Затоа што можеби тој лек не е соодветниот, а секако не е соодветниот, затоа што не е комбинација и со други лекови може да направи проблем. Секако не е ординиран од стручно лице и од тука се случува моментот каде што тие живеат во една заблуда, живеат во една темница. Секој ден за ден го надминуваат со леков кој што наводно и помага на почетокот. Но доаѓа до степен каде што
нели количината на милиграми тој лек не помога, па ќе ја дублира дозата, па ќе воведа друг, па ќе дојде моментот каде што ќе пијат една поголема количина на лекови како милиграми, а уствари они стануваат единствено зависни кон тој лек. И до тој момент се уште го немаат решено основниот проблем. Затоа што има група на лекови во психофармакологијата каде што нели тие се брзо кои што действуваат, но тие не ја лекуваат она состојба која што е основната и претежно народот, клиентите ги знаат тие група на лекови, да не ги кажувам сега, нели? Така да кога ќе дојде тој момент, тие се веќе изгубени и веќе од една проблематика во нарушување на менталното здравје со период од неколку месеца пиење и правејќи си лоша услуга на себе си, бидејќи не советувале стручно лице, се навлекуваат и друга проблематика, односно зависноста. Зависноста е состојба која што е потребно долго време да се лекува и потребно повише енергија од самиот стручно лице и од засегнатото лице. Од помал се направи поголем проблем. И еве за крај од емисијата, доктор, јас мислам дека на некој начин објаснивме за оваа психолошки момент при ваква пандемија од COVID-19. Како да се реагира, еве препорака, освен консултација со стручно лице, тоа е неопходно, една ваша препорака за отргнување на таквите лоши мисли и размислување само позитивно во вакви услови на пандемија, со вклучување на поголема физичка активност, би рекла, можеби она што е дозволено, не она што не е дозволено во однос на препораките, не знам, и други препораки, исхраната можеби која е тука важна, а секако консултација и лековите од стручно лице се неопходни. Секако, значи во период кога сме во пандемија со ковид вирусов, потребно е народов да го свати моментот дека ова нема да трае месец-два, дека ова нема да заврши оваа година, можеби и наредната ќе биде. Никој не може да го предвиди сето тоа, но треба да бидеме спремни во правеци насока каде што нели ќе имаме добар прием на исхрана, ќе внесуваме толку колку што ни е потребно, ќе воведеме и друг режим ако е потребно, додатоци во исхраната, односно суплементи, лекови кои што се на природна база од групата на витаминиви кои што се, нели, да ни стимулираат покрај имунитетот да го подигаме и да ни го јача да ни ја јача подсвеста и самата психолошка компонента во нас. Другото нешто кое што би го советувал, она што го спомнавте и вие, нели, спортската физичка активност. Обично тоа влегува во работна терапија и она велиме, ние така се изразуваме, хоби кај личноста да има работна терапија. Околу пола час во денот една таква физичка активност, дали пешачење, дали возење велосипед, независно каков тип на спорт, сега нели бидејќи сме ограничени во затворени простори, но сепак иде пролетва, може и ни се пружа пешачење. Ни се пружа секако сето тоа. Пола час до час во денот, кога имаме таква физичка активност, нашава мускулатура ги лачи оние хормони кои што нели се добро познати, хормоните на среќата, серотонинот, допаминот, ендорфинот. И од тука понатаму, значи, лицава кои што акумулирале негативна енергија, кои што се оптеретени со проблематики, кои што имаат постојано стресови, тие за дури макар кратко да трае за самиот ден, тие се ослободуваат од таа состојба. А тоа е многу важно за психичкото здравје. Тоа е важно бидејќи ако ние акумулираме и собираме таква енергија секојдневно, доаѓа момент каде што не може доколку не се ослободува истото, реагираме. Така и доаѓа до пукање на организмот. Докторе, јас се надевам дека еве на некој начин помогнавме на луѓето, но сепак консултацијата со психијатар е од големо значење, затоа еве да
да се разбие веќе таа табу тема дека доколку се појде на психијатар, не знам, има некои психички проблеми, па да не ми видат и тоа, веќе да се надмине тој психолошки момент за да се дојде до овој момент кога треба да се побара помош од психијатри, дека тоа не е ништо страшно и дека треба да се разговара со психијатар и доколку и нема проблем, доколку е мала проблематиката, тогаш треба да се разговара. А да не зборуваме и за поголеми проблеми за кои зборувавме, дури и самоубиствени помисли. Јас ќе се заблагодарам што одвоивте време да дојдете во емисијата на Канал 8 Здравието е се, да објасниме што треба да се прави токму во овој период на оваа пандемија со која сите се соочуваме и целиот свет и во која имаме зголемен број на токму вакви на луѓе кои имаат психички проблеми. Да ви благодарам за поканата уште еднаш. Значи, не е срамота човек да побара помош, особено стручна да биде. Значи, тој момент треба секој да го надмине, затоа што реално секому му е потребно, независно од каков тип на стручна помош е, дури со најблиските да се разговара, би било убаво да се разговара за проблемите. Секој оно разговарање и распространување на проблемов со најблиските, со околината, е олесната тежина на самото лице кое што ја носи во себе. Да, разговорот е многу важен. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето. Почитувани, тука завршуваме Здравието е се. Разговаравме со доктор Симеон Могилевски од приватната здравствена установа Могилевски од Кучани, психијатар. Разговаравме за овие проблеми со кои се соочува целата нација, значи целиот свет, психолошките проблеми, како да се отстранат посебно во услови на пандемија со COVID-19. Верувам дека помогнавме, а вие следете не и следниот четврток во истиот термин. Но тогаш останете ми во добро здравје и слушајте ги советите на нашите лекари. Довидување.